Да не застаруваат кривичните дела направени од функционерите, пратениците од левица со предлог за изменување и дополнување на кривичниот законник адресиран до собранието. Оттаму сметаат дека намалувањето на казните е најгробо легализирање на неказнивоста, амнестија за политичката и бизнис елитата и отворена врата за корупцијата да продолжи да цвета. Овие измени кои денес ги предлагаме предвидуваат отпор кон интересите на корумпираната елита. Имено со измените предлагаме застарувањето на делата да биде дуплирано, па така оние кои треба да бидат стигнати со правдата, независно во моментот кога ќе биде откриен кривичниот чин, да бидат процесирани на вистински начин и правдата да биде задоволена. Од друга страна предлагаме и додавање на кривични дела во категоријата на дела кои не застаруваат, а тие се однесуваат на економскиот криминал и злоупотреба на службената положба. Пратениците од ВМРО ДПМН неофицијално остануваат воздржани, ќе почекаат да го видат предлогот од левица и потоа ќе донесат одлука како ќе действуваат. Со сличен став си од движењето Знам од каде за телевизија 24 брифираат дека ќе го почекаат официјално предлогот, од каде напоменаат дека работни групи во Министерството за правда работат на тоа да се изнајде решение како би се поправиле штетите од контроверзните измени со кои се овозможи застарување на кривични дела сторени од функционери. Од СДСМ пак велат дека поддржуваат поригорозни законски измени за носителите на јавни функции и сметаат дека со било какви адхок решенија не би се постигнал посакуваниот ефект. Вистинско решение е усвојување на новиот кривичен законник подготвен во координација со меѓународните институции и вклученост на европски експерти. Како модел кој ги содржи препораките на оценската мисија на Европската унија и направен врз основа на германското законодавство би бил значаен чекор кон темелна реформа согласно европските стандарди. Измените на кривичниот законник што беа донесени пред скоро година и половина, кога на власт беа СДСМ и ДУ им донесе негативен политички поен, а за истите имаше критики од меѓународната заедница како и нотирање во извештаите за владење на правото од Европската комисија.